Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Отстранете го цар Самуил, тоа ќе биде добар гест кон Бугарија. Ова на социјалната мрежа Твитер го објави Гинтер Фелингер, кој инаку важи и за голем провокатор и пропагандист. Запленети 4,3 тони манихуана во Гостиварско. Дрогата е во вредност од над 10 милиони евра. Владата се уште разгледува закони и документи за да ја одобри италијанската инвестиција на Попова шапка. Музеот на Тетовски крај, поранешен дом на армијата на Република Македонија, реконструиран со 4,5 милиони денари. Општина Тетово ја обвини централната власт дека им го намалува буџетот за тетовските основни училишта. 6-та година поред, Тетово нема да има предновогодишно украсување. Советот на општина Тетово со нови процедури за новото предпријатие за управување со смет. Работниците ги чекаат неисплатените плати. А на самиот почеток да го чуеме најновиот хит на Дац, Александар и Билјана. Воли ме, сакај ме. Откад сам тебе видела, не могу да спавам и певам нанима. 7, 8 и 1 виолина опија ме јаче и од вина. Еј, твоите чардаш колена, уште ми се лек за душава разболена. Песните наши од твоите салаши, уште ми се карта повратна. Srce strada. Voli me, sakaj me, šta nam mogu sve te granice. Hej moj momče, momče Makedonče, dušava po tebe znaj mi izgore. Toa ljubov golema. Voli me, sakaj me, šta nam mogu sve te granice. Ti lepa i mlada iz Novoga Sada, ne daj da mi noća srce strada. Voli me, sakaj me, šta nam mogu sve te granice. Šta nam mogu sve te granice. I lepa i mlada iz Novoga Sada, baš ja sakaš Makedonija. Voli me,
Македонија. Ја повикувам Северна Македонија љубезно да го острани овој споменик како добар гест кон нашите бугарски сојузници. Ова на социјалната мрежа Твитер го објави Гинтер Фелингер, австријски експерт и советник од невладиниот сектор, кој се залага за побрза интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија и во НАТО. Фелингер, кој инаку важи и за голем провокатор и пропагандист, замотал црвено-жолт шал околу вратот и се фотографирал пред споменикот на цар Самуил на плоштадот Македонија во Скопје, па оттаму со превртен палец упатен кон споменикот ги советува македонците да им го направат меракот на бугарите. Инаку во декември 2020 година истиот тој Фелингер бараше од Македонија да се откаже од празниците 11 октомври и 23 октомври, бидејќи биле провокативни за Бугарија. Фелингер е познат по своите екстремни антисрпски ставови кои ги објавува на социјалните мрежи. Тој побара Србија да ја признае независноста на Косово и Метохија, да воведе санкции кон Русија, да се закачи украинското знаме на зградата на претседателството на Србија во Белград и хотел Москва да се преименува во хотел Киев. Тој при посетата на Белград побара споменикот на Милица Ракиќ да се замени со споменик на Медлин Олбрайт и се сликаше со НАТО и албанско знаме. Фелингер објави слика со знамето на НАТО во Белград на годишнината од почетокот на НАТО агресијата врз СР Југославија, а по тој повод му се заблагодари на НАТО за бомбардирањето. Постапката на Фелингер го предизвика гневот на српската јавност и диаспора, пошто во јавноста беа објавени неговиот телефонски број и адреса во Виена. По овој настан, Фелингер изјави дека цела ноќ добивал заканувачки пораки од српските екстремисти. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
da te ljubam. Daj mi, daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi, daj, jas da te imam, daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Mare, mori, mare, posao kad si odiš, posao kad si odiš, mare, so drugarki zboriš. Ne sam bil za tebe, ja vol da me zeme, pet pari ne vredam, mare, ja zgoram po tebe. Daj mi, daj, jas da te imam, daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi, daj, jas da te imam, daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi, daj, jas da te imam, daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi, daj, jas da te imam, daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Една година по изборот на стратешки инвеститор за Попова шапка, се уште траат процедурите за одобрување на превземањето на ски центарот од страна на италијанската компанија, информираше во Тетово министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Таа цени дека процедурите одат во добар правец за овој проект кој лани во ноември го најави нејзиниот претходник. Во рамките на процесот за одобрување на стратешка инвестиција има состанок во Министерството за финансии, ќе се разгледува уште еднаш овој проект. Јас мислам дека оди во добра насока, се надевам дека се исполнети сите услови кои што инвеститорот треба да ги обезбеди за да може владата, а потоа и собранието, да одобри ваков стратешки потек, вели Каја Шукова од Тетово, каде што беше во посета на Националниот парк Шарпланина. На новинарско прашање што е направено за оваа измината цела година, Шукова рече дека се работело со разгледување на законите и документите. Процес се мора да помине, се собираат мислења од ресорните министерства. Треба да се видат повеќе аспекти. Треба да се види еколошкиот, економскиот, социјалниот, значи не е едноставно.
Тоа не е само со поднесување на барањето да биде одобрено од владата и собранието. Меѓутоа, мислам дека е при крај, ќе се донесе одлука дали ги исполнил условите инвеститорот и дали може да се случи договор за стратешка инвестиција што би поминал на влада, а потоа би поминал на собранието, вели Шукова. Според неа, од страна на државата исполнети се условите за давање ски центар на стратешки инвеститор. Кога свири гајдата, полна ни е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ни е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Свири гајдачи, турне раздени. Свири гајдачи, свири ми брапеди, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Раководителот на Тетовскиот општински сектор за јавни дејности Назми Даути заедно со дел од раководителите на основните училишта одржа пресконференција од која ја обвини централната власт дека ги намалува средствата за образовните установи во Тетово. Даути рече дека намалувањето на средствата е причина за голема загриженост за иднината на тетовските основни училишта. Владата и Министерството за образование и наука играат неморални игри со судбината на нашите ученици. Лошите резултати на учениците според ПИСА тестирањето се јасен знак дека нешто не е во ред со нашиот образовен систем.
Министерството за образование и наука наместо да се фокусира на подобрување на квалитетот на образованието и да обезбеди доволно ресурси за ефективно образование, таа го намалува буџетот за нормално функционирање на основните училишта во општина Тетово. Со буџетот што го планирале, тие всушност го подцениле образованието и учениците. Ова е сериозно прекашување на довербата што ја добивте да го водите образованието во вистински правец. Намалувањето на буџетот во вид на блок донации за 2024 година за основните училишта, според Даути изнесува околу 18 милиони денари. Намалувањето е драстично и нема да биде доволно ниту за одржување на наставниот процес во нашите училишта. И покрај тоа што сме на крајот на првото полугодие од учебната година, Министерството за образование се уште ги нема обезбедено потребните книги за правилно функционирање на образовниот процес. Сега, со намалувањето на блок дотацијата за 2024 година, ќе нема услови ниту за непречено одвивање на наставниот процес во нашите училишта, чекор кој се повеќе го тоне образованието. Бараме транспарентност, отчетност и одговорност. Нашите ученици, нашата иднина бара квалитетно образование и демократско владење. Да не дозволиме игрите од ваков карактер да продолжат на штета на образованието. Вие сте одговорни за нашата образовна иднина и не смеете да дозволите да има пречки на патот кон развојот на образованието на нашите ученици, истакна Назми Даути. На пресконференцијата тие упатија повик до Министерството за образование и наука да го смени начинот на менаџирање и да се фокусира на постигнување на највисоки стандарди за квалитетно образование.
snага kršam jas i da kršam i da gledam fajde nema dušo moja šekerna, šekerna ti kaleša neverna šekerna, šekerna ti kaleša neverna. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Dokade našta, make
Strumica i struga, Gevgelisko pole, Durdo Soluna. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Советот на општина Тетово на седница усвои измени и дополнување на одлуките за основање на ново јавно предпријатие за менаџирање со отпад со словенечка приватна фирма која треба да работи на собирање на сметот во наредните години. Ова ново предпријатие беше најавено и како решение за неисплатените плати на работниците во јавното комунално предпријатие кои минатиот месец протестираа па добија ветување дека до 15 декември ќе ги добијат личните доходи и придонеси. На седницата се зголемија влоговите во новото предпријатие од страна на општината и словенечкиот партнер, а се смени и статутот на јавното комунално предпријатие Тетово. Се сменија членовите 1 и 15 кои се однесуваат на интеграции со управување со отпад кои преминуваат во новото друштво со 51%, а 49% остануваат на општината. Во 2024 година словенечката фирма ќе менаџира со отпадот, а ќе има обврска и за нови камиони за смет, нова механизација, контейнери, изјави Бесар Дурмиши, председател на Советот на општина Тетово. Градоначалникот Касами вели дека е почната процедура за превземање на вработените, но се уште не се најде начин да им се исплатат за останатите плати. Од 1 декември е почната процедура за превземање на вработените со обезбедување на дозволите за од 1 јануари 2024 година да се почне оперативно да се работи. Во однос на заостанатите плати, нас ни е најважно од 1 јануари со новото предпријатие да можат да се земаат редовно. Се што ќе остане како преостанати плати, ние како општина ќе најдеме решение да ги исплатиме. Дали преку јавното комунално предпријатие или ќе најдеме начин и преку новото предпријатие. Вработените нема да останат без плати и тоа што е за останато 3 месеци. Но прво ни е најважно да го стабилизираме предпријатието за да најдеме начин и решение и тоа што се за останати плати да ги платиме, изјави Касами. Obreseli me fenedi, vali obreseli me fenedi, mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče, mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče. Naljutil se Selime Efendi, javna si konja donija, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni,
mogilče, mogilče I slezi bre kuće ka ursko Žena take ti ja ukradam Vo Sarajke ja poturčam Žena take ti ja ukradam Vo Sarajke ja poturčam Selim Efendi Valio bre kuće Kasatsko Koža take ti ja oderam Na plemenake ja ovesam Koža take ti ja oderam Na plemenake ja ovesam Градоначалникот на Тетово Билјал Касами информираше дека градот нема да има предновогодишно украсување, а оцени дека има поважни потреби. Според него тоа ќе биде можно кога општината ќе биде во покомотна ситуација и кога нема да има основни проблеми во делот на снабдување со вода, чистење на градот и изградба на јавната инфраструктура. Ако претходно имаше прашања кога и како ќе се исплаќаат за останатите плати, сега приоритетни е тоа да ги санираме проблемите кои ни ги оставија од претходната власт. Тие не оставиле ништо што може да се искористи за украсување на градот. Тоа било во договор со приватни компании кои за се бараат пари. Во ситуацијата Тетово има поголеми проблеми за решавање од тоа што треба да се украси градот, истакна Касами. Касами рече дека му е жал што Тетово е во ситуација да не може да го украси градот, потенцирајќи дека враќањето на долговите е поважно. Тоа што ни го оставија како долг, пак ќе се постави прашањето како и претходно. Како може да се намали, а во исто време да се реализираат проекти? Ние работиме домаќински и не трошиме тоа што не ни е неопходно. Украсување ќе има кога ќе ги решиме долговите на општината и кога ќе бидеме ослободени. Не може да им кажеме на граѓаните дека нема да има вода затоа што ќе потрошиме 50.000 евра за украсување на градот. Минатата година Касами најави дека само плоштадот ќе биде делумно украсен на 2 недели пред новата година, но тоа не се случи, наведувајќи дека треба да се штеди електрична енергија. Во пресрет на 2021 година, нешто повеќе од 1 месец по превземањето на должноста, Касами тогаш изјави дека нема пари за предновогодишно украсување на градот и организирање на новогодишна прослава. Во 2020 година претходното раководство рече дека парите за предновогодишно украсување на Тетово ќе бидат наменети за инфраструктура и за справување со ковид пандемијата. И во 2019 година не беа искористени средства за предновогодишно украсување и новогодишен дочек во Тетово, а парите беа наменети за помош на градот Драч во Албанија, каде што истата година имаше земјотрес. Karanfilo, filo, filo, mome, karanfilo, filo, filo, karanfilo, filo, filo, mome, ti karanfil ne nosiš, ti karanfil ne nosiš, mome, da karanfil mirisa. Друшките ти носеја, моме, друшките ти носеја, друшките ти носеја, моме, а
Stojam pred portimom, cel den stojam pred portim, cel den stojam pred portimom, puška držam borace, puška držam borace mome, da ubijam tatko ti. Da ubijam tatko ti, žal mi padna za tebe mome, ke ostaneš sirače, žal mi padna za tebe mome, ke ostaneš sirače. За разлика од Тетово, со посебна светлина старата битолска чаршија започнува да го најавува новогодишниот сјај, кој оваа година ќе заблеска од уличките и сокаците кои значат богато минато и нова можност за културно-туристичка промоција и економски напредок на Битола. Општина Битола, започнувајќи го новогодишното украсување од старата битолска чаршија, продолжува со креирање на својата зимска приказна кај Саат кулата, низ широк сокак се до офицерскиот дом, каде визуелната слика ќе биде комплетирана со новогодишна елка. На сите локации со активно учество и придонес на дуќанџиите, бизнис секторот, културно-забавните уметници и актери, како и на сите заинтересирани субјекти, ќе се одвива програмата која има за цел да создаде вистинска атракција за сите посетители. Магичната светлина на старата битолска чаршија веќе ја најавува зимската приказна, а во деновите што следуваат, градот ќе блесне во својот ненаметлив, но секогаш магично привлечен сјај. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery.
pesna me radijska. Dajre, 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 udri dosta bajle. So moj da daj vas svirači i ti peam do zori. Dajre, 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 udri dosta bajle. Ako para ne davaš, nema pesma oterat. Lele bre čorbačio, ne me gledaj pod oko, dušava mi treteri, od tije pusti pogledi, altari nebrojeni, gdje me kitiš do zori. Dajre, 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 udri dosta bajle. So moj da daj vas svirači, gdje ti peam do zori. Dajre, 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 udri dosta bajle. Ako para ne davaš, nema pesna oterat. Dajre, 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 udri dosta bajle. So moj da daj vas svirači, gdje ti peam do zori. Dajre, 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 udri dosta bajle. Ako para ne davaš, nema pesna oterat. Од правно лице во село Врапчиште Гостивар одземена е манихуана во вкупна количина од 4341 килограм, вредна над 10 милиони евра. Наведената количина е одземена по донесената одлука на владата за одземање на одобрението за одгледување на канабис за медицински цели на наведеното правно лице поради констатирани неправилности во работењето, информираат од Министерството за внатрешни работи. Манихуаната е сместена во Агенцијата за управување со одземен имот. Од Министерството за внатрешни работи посочуваат дека акцијата била спроведена од полициски службеници од Одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, единицата за недозволена трговија со дрога и полициски службеници од ОВР Гостивар и надлежен јавен обвинител од Гостиварското основно јавно обвинителство по претходно издадена наредба од Гостиварскиот основен суд.
Имено во изминатиот период од страна на полициски службеници од одделот за крим и полиција и Овара Гостивар во координација со Комисијата за оценување на исполнетост на условите по однос на просторот, опремата и кадарот за огледување на канабис за медицински цели, беше извршена вонредна контрола при што се констатирани бројни неправилности во работењето, за што од страна на Овара Гостивар и основното јавно обвинителство од Гостивар е поднесена кривична пријава по член 95 од Законот за контрола на опојни дроги, информираат од Министерството за внатрешни работи. По донесување на одлуката на владата на Македонија, 4341 кг наркотична дрога манихуана е одземена и сместена во Агенцијата за управување со одземен имот. Министерството за внатрешни работи заедно со Комисијата од Министерството за здравство во иднина ќе продолжи со контроли на правните лица кои поседуваат одобренија за огледување на канабис во медицински цели со цел утврдување на евентуални неправилности во работењето, потенцираат од полицијата. Ženi me,
Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и неизините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ке ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кое може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполниш желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се напреј круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ај да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна?
Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја. И бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека незината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под незините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, минус 100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме? Ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент, кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: Мама, 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 мама! Од првин Женја се израдувала.
но почнале да доаѓаат толку многу кукли што го наполниле сиот двор со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала Женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча Женја по скалите, а по неа играчки. Се качила Женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напреј круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала Женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ќе посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павли. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, Женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па Женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја. Ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И Женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла Женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот.
Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеп своето волшебно цвече. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала. Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.